Бледите и стерилни пресконференции на Заев не може да покријат трагедијата што и се случува на Република Македонија изминатите 14 на месеци. Трагедијата кулминира со вчерашното самоволие на парламентарното мнозинство кое одлучи да распише референдум без консултации со опозицијата во однос на најважното прашање од кое што зависи македонскиот идентитет, историја, традиција и култура. Власта одлучи да распише референдум за договорот со Грција, без да го послуша размислувањето на 455.000 граѓани на Република Македонија, кои се представени од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Заев одлучи на сила да турка прашање кое е бесмислено и повеќезначно, само за да ја покрие капитулацијата во преговорите со Грција и прифаќањето на капитулантски договор со кој се исполнуваат грчките црвени линии и се прават отстапки какви што нема направено ниту еден политичар во историјата на Република Македонија. Доколку имаше трошка вистина во тоа што го говори и доколку беше убеден дека договорот со Грција го штити македонскиот идентитет, името, јазикот, историјата, националноста, традицијата и културата, Заев немаше да се обиде да ги манипулира граѓаните со непрецизно и двосмислено прашање кое што е спротивно на Законот за референдум и Уставот на Република Македонија. Доколку Заев беше убеден дека постигнал добар договор со Грција, тогаш само договорот ќе беше ставен во референдумското прашање и народот ќе го кажеше своето мислење за него. Почитувани, вистината е сосема спротивна. Договорот со Грција е капитулантски и штетен. Затоа Заев мора да го покрива со манипулации и да игра на картата на стремежот на граѓаните, а тоа е Република Македонија да биде дел од Европската унија и НАТО. Заев наликува на човек губитник кој сега се фаќа за последната сламка за да се спаси себе и кликата која насобра околу него. Граѓаните не сакаат и нема да дозволат олицетворение на вредностите кои ги представуваат ЕУ и НАТО во земјава да бидат Заев, Вице, Кочо Андјушев или Радмила Шекеринска. Тие можат да бидат само ликови во некој крими роман во кој што брутално се ограбува народот и државата. Граѓаните ќе му кажат не на Заев, зашто се против некој да си дели 10,5 милиони евра народни пари на фирми на своите советници и соработници. Граѓаните ќе му кажат не на Заев, зашто се против обидот без срам да се украдат 35 милиони евра од здравството, пари на народот и да се доделат на фирми формирани пред само неколку месеци. Почитувани, срамно е поистоветувањето на историскиот референдум од 1991 година со приватниот референдум што Заев си го распишува сега. Тогаш сите политички партии постигнаа консензус за референдумот, а граѓаните одлучуваа за независна Република Македонија. Сега ниту има консензус, а се бара граѓаните да гласаат за бришење на Република Македонија, на низината традиција, историја и култура. Референдумот од 91-та со декларацијата за независност стана обврзувачки, како што Заев ветуваше дека ќе биде и овој референдум, но на крај го погази зборот, по кој знае кој пат, и исплашен од волјата на граѓаните, одлучи истиот да биде консултативен. Заев, доста ги манипулирате и лажете граѓаните. Доколку референдумот не успее, тие очекуваат да си заминете од политиката, онака како што ветивте, а не да си смислувате автентични толкувања и одговорноста за реализација на капитулантскиот договор да ја префрлате на институциите. Зоран Заев, вие сте единствени тие што ја попречуваат подобрата иднина на нашите граѓани. Вашето владење е синоним за корупција, криминал, неспособност и брутална партизација на институциите, на судството. Што побрзо си заминете, толку подобро и за државата и за граѓаните. Ви благодарам. Прашања? Повели. Дали во вашата партија ќе биде донесен конечен став, дали ќе се оди на бојкотот на референдум, бидејќи веќе различни членови на извршниот комитет и другите раководни тела едни се за да се оди на референдум без оглед како ќе гласаат луѓето, другите се за целосен бојкот на референдумот. Дали ќе донесете конечно? Девијантното однесување од власта и насилнички она што вчера се го протуркаа во собранието,
каде што по кој знае кој пат грубо го прекрушуваат и уставот и законот за референдум со начинот на поставување на прашањето, е доказ во неубеденоста на и несигурноста на владата, на ЗАЕФ и на СДСМ во однос на референдумот. Како што соопштивме и вчера, под донесување на официјален став од страна на органите и телата на партијата, јавноста ќе биде известена за понатамошните чекори од страна на ВМРО-ДПМН. Па кога ќе биде тоа, ќе бидете благовремено известени. Дали може да очекуваме во следните денови или ќе чекате до почеток на кампањата за референдум? Веројатно дека ќе биде во следните денови. Дали ставот на противникот Милошовски може да се смета и за некаков став на партијата на ВМРО-ДПМН? ВМРО-ДПМН е демократска партија и тоа го искажала во многу пати во минатото. Секој член на ВМРО-ДПМН, исто како и секој граѓанин на Република Македонија, може своите размислувања, своите ставови јасно да си ги искажува во јавноста. Официјалните ставови на партијата се официјални ставови на партијата и тие ги соопштуваме меѓу другото и денес на оваа пресконференција. Дали на примерот поради тоа што е консултативен или поради карактерот на референдумот, дали е доколку, например, хипотетички, например, излезе 500.000, 600.000, дали институциите мора да донесат одлука, вие мислам како ќе се поставите доколку, например, има оцит доволен, меѓутоа излезе значително мнозинство. Дали вие би прифатиле тогаш уставен промен? Да бевме СДСМ, веројатно ќе се нафатевме да одговараме и да предпоставуваме хипотетички прашања и ситуации. Меѓутоа, ние сме ВМРО-ДПМН, ние сме сериозна партија кој што има сериозен пристап, особено во ова време кога ситуацијата е сложена и комплицирана како никогаш досега во нашата држава. Да почекаме да видиме како ќе се одвиваат работите без да коментираме било какви хипотетички ситуации. Ќе потсетам само и ќе напоменам, без тука да изразувам нормално личен или партиски став, туку ќе кажам она што е пропишано во законот и уставот, дека без разлика на форматот, односно видот на референдумот, за истиот да биде успешен е потребно да се исполни цензусот 50% плюс 1 од запишаните, вкупно запишаните во избирачки список. Вчера пред седмицата кажавте дека пратениците ќе ги образложат амандманите за референдумот, за референдумското прашање, но тие ја напуштија седмицата пред гласањето и немаше образложение. На некој начин не го послушнат. Дел од пратениците учествуваа, а начинот на кој што одлучивме да делуваме во собранието вчера, нормално дека се менуваше, бидејќи цело време, секојдневно, од час до час се менуваат ставовите на ЗАЕФ, на СДСМ и на владечката коалиција. Но тие остана со истото прашање. Молам? Но тие остана секој исто став за истото прашање. Да, токму тоа го кажувам. Значи, дел од пратениците учествуваа во расправата, значи пратеничката група беше присутна. Меѓутоа, дел од тоа што претходно го соопштивме, имаше измена во ставот во периодот помеѓу нашата пресконференција и одржувањето на седницата. Благодарам. Прашање други? Дали разговарате за можеби нови преговори за преформулирање на прашањето? Дали можеби тоа ќе ве мотивира за поддршка на референдум? Да, распишана, но можеби нови преговори или нов поглед за постигнување консензус. Мислам дека повторно се враќаме на шпекулации во однос на некои претпоставени тези во однос на тоа што би се случувало кога некоја друга варијанта била во игра. Можеме да коментираме и да ги кажеме нашите ставови во однос на тоа што во моментов се случува. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите, партиските тела и органи ќе ги донесат своите ставови и ние јавно ќе ги споделиме со јавноста.